Така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши делата свои што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела свои што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела свои што ги направи и создаде. Ете така настанаа небото и земјата, во она време кога Господ Бог ги создаде земјата и небото. А уште не беа никнале полски грмушки и земни тревки, зашто Господ Бог уште не праќаше дожд на земјата. Ниту пак имаше човек кој ќе ја обработува земјата. Но се креваше пара од земјата и ја оросуваше површината на целата земја. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Градината во Едем. И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот што го создаде. И Господ Бог направи да израснат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добри за јадење. И дрвото на животот среде рајот, и дрвото за познавање на доброто и злото. Од Едем извираше река за да го наводнува рајот, а потоа таа се раздвојуваше на други 4 реки. Името на едната е Пишон. Таа тече околу целата Хевилска земја, каде има злато. Златото на таа земја е добро. Таму има бделиум и камен оникс. А на втората река името е Гион. Таа тече околу целата земја Куш. Името пак на третата река е Хидекел. Таа тече на исток од Асирија. Четвртата река е Еуфрат. И го зеде Господ Бог човекот кога го создаде. Го насели во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. И му заповеда Господ Бог на човекот велејќи: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. И Господ Бог рече: не е добро за човекот да биде сам, да му создадеме помошник сличен на него. Тогаш Господ Бог ги создаде од земјата сите полски животни и сите небески птици и ги одведе кај човекот за да види како ќе ги нарече тој. Па како што човекот ќе го нарече секое живо суштество, така да му биде и името. И им даде човекот имиња на сиот добиток и на небеските птици и на сите полски ѕверови. Но за човекот не се најде помошник сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот длабок сон. Па кога заспа, му извади едно ребро и местото го потполни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја одведе кај човекот. А човекот рече: еве, тоа е коска од моите коски и плод од мојата плод. Нека и биде името жена, зашто е земена од мажот свој. Затоа човекот ќе ги остави татко си и мајка си и ќе се прилепи кон жената своја, и обата ќе бидат едно тело. И беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се срамеа.